дише тој во тебе. Тажни океани пловат по нив, да не потонат, о не можат. Песно моја збеснуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Песно моја блеснуваш, за мене се уште дише тој во тебе. И веќе нема потреба од никаква најава. Тука кај нас во Радио Пела, верувам оние сите кои што не следат, кои што не гледаат, а и кои што не слушаат на радио, знаат за каков глас и каков талент се работи. Добар ден, убав ден за Сара Сурваџиевска. Добар ден и ви благодарам за поканата. Навистина ми е задоволство кога ќе ме поканите овде да присуствувам. Се чувствувам како дома. Да, радиото дава некаков посебен драж, без оглед што вака се гледаме и на Facebook, но верувам дека и тоа е една посебна убавина. Нам ни е посебно драго да представуваме млади ликови, убави вакви гласови, убави ликови, ни даваат овдека позитивна енергија и верувам дека ја пренесуваме таа енергија и до нашите слушатели и до нашите гледачи и до сите оние кои што не слушаат и во диаспората. Јас ги поканувам сите нив да ни се вклучат и во разговорот доколку сакаат нешто Сара да ја прашаат, а може и да запее некој рефрен кој што му е омилен рефрен, да честитаат некаква пригода, забава, роден ден и не знам ако има, затоа што Сара ќе ни биде денеска во студиото. Како тебе ти е во студиото на Радио Пела и колку често медиумите се интересира за тебе? Па, откако почнав да снимам ковери на својот Инстаграм профил, и тоа сосем беше случајно, мојата сестра ме натера, иначе не знам зошто јас не сакав тоа да го правам. И после првите два ковери јас добив некакво медиумско признавање, така, да. И тоа ми е многу мило што локалните медиуми навистина ме поддржуваат во нештото. И не знаете колку е драго за еден пејач кој што уште е во почетоците на неговата кариера да биде поддржуван од местото каде што живее. И затоа ми е многу мило што ви имам вас и затоа се чувствувам овде многу пријатно кога ќе ме поканите и никош нема да ви направам проблем. Еве сега кажувам, ако понатаму бидам позната. Што, позната личност, значи секогаш ќе бидеш наш гостин во секој случај. Кога ќе ме поканите, тогаш ќе дојдам, нема да направам проблем. Секако ние ќе следиме твојата кариера, ама вака едно портфолио за оние кои што првпат те гледаат, бидејќи Радио Пела како радио, локална радио станица, да, се слуша во Пелагонискиот регион, но се разбира преку Фејсбукот не следат од многу градови во Македонија, што ми е посебно драго. Еве ги поздравуваме Велешани, Охриѓани, Пласница, да речиме општина Пласница, еве така не следи. Верувам дека и многу битолчани не гледаат на профил, Скопјани, а тоа го констатирам бидејќи доаѓаат и да си подигнат одредени наградни игри кога организираме, па знам дека и не следат. Поздрав до сите, поздрав до диаспората. Кој е Сара Сурваџиевска? Колку години има, со што, како почна, дали музиката е фах? Така, често ми го поставуваат и многу често не знам како да одговорам, пошто можам да ги кажам работите само од мој аспект и она што се факти, односно дека имам 18 години и дека учам медицина, еве сега завршувам значи матурантка. Да, како медицинска сестра. Друго не знам на што ќе одам на факултет и треба да размислам тоа. И дека се занимавам со музика тотално од кога сум родена, можам да кажам. Мислам, прашајте ги родителите, да, дома ќе ви кажат дека секогаш сум пеела и сум играла. Дури мило ми е што го снимале некогаш тоа, па сега имам и видео снимки некој каде што играм и пеам. И како што кажав, се занимавам со музика долго време, но во хорови одев веќе 8 години. И тоа редовно, значи одев и да почнеме прво од училишните хорови, потоа хорови на градско ниво, детскиот градски хор, музичкиот хор и исто така и црковниот хор Света Петка, каде што таму пеев со сите професори кои што ми беа. Ја бев најмала и фактички тоа ми представува големо
искуство, затоа што многу е убаво кога учите од некој повозрасен. Токму и тоа ми беше и следното прашање. Треба ли да се учи гласот? Да. Гласот може би е талент. Ти кажа, јас пеам од мала. Да. Но изгледа не е тоа пеење, од ние сите пееме. Так. Пееме на слави, пееме на родендени, пееме на забави, Так. но дали треба да се школува гласот? Треба. И како ти го школуваш твојот глас или дали започна да го школуваш твојот глас? Вака сега, значи гласот, иако сите викаат треба талент, да, треба талент и талентот игра голема улога, но има една работа која што многу го променува тој талент, односно техниката. Ја може имам убава боја на гласот, тоа е природно, може би имам вибрато или трилери, тоа до негде може да биде природно, но техниката земање на воздух, издржување на тоновите, отварање на устата за време на вокалите, тоа сето треба да се научи со тек на време. Јас за сега малце стагнирав со школувањето затоа што барам реално професор кој ќе може убаво да ме научи на тоа. Односно да се надоградиш од Так, она од так. почеток од кај што си сега застаната па да оди нешто погоре. Так. Така? Јас на музичко реално многу научив од моите тогашни професори. Тоа ми е многу мило што имам некоја основна техника, но мислам дека цел живот треба да се надоградувам за пењето, не знам зашто мислам така. И дека би сакала да работам со повеќе професори со цел да ги слушнам, да слушам повеќе мислења и со тоа гласот да ми добие една техника која ќе биде запамтена за секогаш. Значи, бидејќи си матурантка, ќе прашам медицинава, ќе повеќе ќе надвладува при одлуката или музиката ќе надвладува која ќе се одлучиш да го продолжиш своето школување? И медицината и музиката. Ќе кажам дека медицинско се запишав не од што сакав, ја требаше музичко да се запишам, ама цел живот сум со едно размислување, односно дека музиката ми е во план А. Но што ако се случи нешто ја да не можам да успеам со музиката, затоа што не варира само талентот како фактор за успех. И медицината ја одбрав како план Б. И гледате сега во време на корона, сите пеачи на ниво на Македонија мора да работат некоја споредна работа, затоа што музиката нема каде сега да просперира, нема свадби, нема забави, нема концерти, нема настапи, Нема што да екзистира во случајот во овој период. И мислам дека направив добра одлука со тоа што се запишав медицинско, дека ќе имам некој занает што се вика старски. Така. И дека ако некогаш кикснам со музиката, можам да се насочам на медицината и да продолжам со тоа, затоа што животот не може да биде само со една цел. Таа цел може некош и да не успее, не знаеме каква ни е судбината, така ќе ни биде пишано едноставно. И затоа мислам дека треба и сите да имаат некоја опција Б во животот и да не се насочуваат само на една, затоа што никош не знаеме што носи животот. Јас ти посакувам вечно да пееш, бидејќи овој ангелски глас искрено би било штета да некаде биде во некоја болница и да пее на болните, но како и да е, јас ќе го замолам и Никола да ни подготви нешто за да може да видат дека Сара навистина тука ни е и дека навистина ни пее нешто да пее Сара. Оти не слушаат, ги поздравуваме сите оние кои што не слушаат и во фабричките хали и верувам дека уживаат во незиниот глас. Може ли? Може. Да пробаме. Ајде. Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja. Izgubila sam vid i koje boje zid iza kojeg sanjaš ti. Ginem, sa tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Evo idem, samo za jedno još brinem, što priznaću si sve ja, kad dobiju me sjećanja. Ginem, sa tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Evo ide, samo za jedno još brine, što priznaću si sve ja, kad Како и да е,
Значи текстот е многу важен во секој случај за да се за да може да се пее. И секогаш сум се прашувала колку музичарите, колку пеачите може да ги запамтам текстовите, треба ли тоа да се вежба, имате ли некаков репертоар кога настапувате на музичкава сцена, бидејќи може да дојде да некој збор не дојде во моментот, ми се случува на пеачите, нели? Ја имам тоа една голема мана што текстовите малце поретко ги учам, ја колку да ги слушам песните, текстовите не точно ги знам. И тоа мислам дека е проблем и кај некои пеачи, ако имате забележано на настапи кога пеат, кога не го знаат делот, го предаваат микрофонот на публиката и некако се снајдуваат. Ја се снајдувам некако од мала, имам некоја навика да измислам некои зборови во песната колку да се надобрзам. Но ќе се потрудам тоа да го сменам понатаму во животот, затоа што знам дека ќе ми смета. Но сигурно твоите песни кога ќе ги имаш, ќе ги знаеш. Тоа е сигурно е тоа. Функционираш самостојно кога пееш или функционираш во група? Што е подобро? Можам и самостојно, можам и во група. Тоа што пеев во хорови ми овозможи да имам способност да пратам секого и да можам да бидам пратечи вокал на било кој. Значи, можете да пуштите слободно песна, ја можам да испеам терца и да звучи или било што да звучи хармонично. Некош не знам што пеам, ама звучи убаво. И мислам дека, како што кажав, тоа многу ми помогна, но сепак градам соло кариера и битно ми да знаам да пеам и сама. Веќе имаме некои поздрави од наши посетители на Facebook и верувам дека еве ги покануваме да ни се јават на нашиот телефон 076 802 595 да ги чуете гласовните способности на нашата прилепчанка Сара Сурладжиовска, која што верувам ќе представува звучно име на македонската сцена. Што е твојот план во музичкото поле? Кој е твојот сон? Само сакам и ја да ги поздравам слушателите. Верувајте дека слушате едно од најдобрите радија и се надевам дека и вие уживате дома како и што јас и уживам во ова студио со овие прекрасни луѓе. За моите планови, јас имам само една цел во животот, тоа е да бидам успешна. Сега патот до тој успех не го одредувам, не практикувам да планирам, затоа што не секој се одвива по плановите и како ќе ми дојде така ќе правам само да достигнам до таа цел. А кој е твојот сон во рамките на сето тоа, да бидеш? Да бидам успешна надвор од балканските зони. Со пеењето, така, нели? Да. Така. Често и тоа прашање го поставуваат, ама морам и тебе да те прашам, бидејќи си млад човек кој што се стреми кон успехот. Имаш ли некои музички идоли кои те насочуваат? Не мора да бидат од македонската музичка сцена, но убаво и оние, бидејќи навистина јас верувам дека имаме млади музичари, односно музички таленти во Македонија кои што претпоставувам за жал заради просторот, малиот простор кој што ги имаме не можат да дојдат до израз како што е во нашите соседни земји, бидејќи се говори на тоа јазично говорно подрачје и верувам дека тоа е можеби причината што нашите музичари се во еден мал тесен круг, но имаш ли идоли? Ова ќе звучи многу интересно. Немам музички идоли. Имам кажано претходно дека моите идоли се луѓето од секојдневието, затоа што мене не можат да ми дадат инспирација, барем мене, да ми дадат инспирација луѓе кои што не ги познам лично, иако ги знам нивните патови кон успехот, но мене тоа не ме турка за ја да направам нешто во животот. Мене идоли, како што кажав, ми се моите родители, сестра ми и момчето. И тука ќе те прашам, значи во љубовна врска постојана има Сара момче во овој момент. Ајде тоа, нека не мора да го слуша овиот посилниот пол. Значи, пуштете радио Пела. Пуштете радио Пела и слушајте музика. Може ли да слушнеме музика? Ова е исто како да не го поставиме некако прашање. Музика? Ајде музика малку. Да пробаме Сара да ни запре малце. Ајде. Hello, it's me. I was wondering if after all these
these years you lied to me, to go over everything. They said a time's supposed to heal ya, but ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fed our feet. There's such a difference between us and a million miles. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. You must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for things that I've done. But when I call you never seem to be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Ooh, anymore. To be home. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Браво. Сара ти благодариме многу пријатно за уши. Ние ни го разубави денот. Вак велам, верувам дека и на оние кои што не следат и не слушаат дека овој ден ќе им биде посебен ден и верувам дека ќе имаат можност уште многу пати да те слушаат во нашето студио. Ние секогаш би те поканувале бидејќи ни го направи денот навистина убав. Кои се твоите пораки до луѓето кои што те слушаат, до младите кои што те слушаат? Што би сакала да ми кажеш? Големо е твоето искуство, бидејќи велиш пеам во пеев и ќе пеам, но имаат оние девојки кои што сега почнуваат, па што треба да знаат?
Така, верувајте дека многу е тешко да се успее и можеби ова ќе ви звучи малку лошо, но мислам дека секогаш е важно да се биде искрен со младите и да им се каже што се им следува. Ја не можам многу да ве посоветувам кон патот на кариерата затоа што и јас сум се уште на почетокот на кариерата. Само верувајте дека потребна е верба во она што сте го сонувале како мали и да целите кон тоа да бидите личноста од вашите соништа. И затоа ви препорачувам, следете го, јасно кажувам, следете го она што сакате да бидите. Иако ќе имате многу пречки на патот, не дозволувајте да ве спречат. Можеби некогаш ќе стопирате од таа желба, не викам не, но верувајте дека како да речам оганот, жарот од таа желба во вашите срца повторно ќе ве размрда да се обидете повторно и повторно се додека не успеете. Дали е тешко да се напредува во македонската музичка сцена? Мислам дека сега беше и пратичи вокал, или како велите во рамките на музиката. Јас сум лаик во музиката, искрено. Сакам да слушам, но не можам да пеам, како и да е. Има ли некој напредок во твојата кариера сега во COVID-19? Реално мислев дека никогаш ова нема да се случи, но јас најголеми успеси добив за време на COVID пандемијата и сосем од сите спротивно, додека сите стагнираа, јас сега успевам. Верувајте дека да, почувствував некоја промена, како што гледате, кажав и претходно, сега имам и медиумска поддршка и комуницираме и со Антонија, која што е прекрасна девојка и навистина и посакувам се најубаво, затоа што видеата се ги имате слушано, мислам дека се прекрасни. Сега треба да излези и третото видео за, мислам, околу негде 2 недели. И тоа ќе биде навистина најубавото видео, според мене, не дека другите не се убави. Тоа дали може да се успее на македонските простори, може, но е многу тешко, конкретно само да се работи во Македонија и да се успее во Македонија. Како што гледаме, сите прво просперираат во соседните држави, па после се познати и во нашата држава. Се надевам дека некогаш тоа ќе се промени, дека и во Македонија ќе имаме некои интересни шоуа каде што ќе може да учествуваат македонски деца и да просперираат на македонските простори. И многу ми е мило што јас добив што добив поддршка и од многу познати личности. Тоа е навистина важно кога колегите се поддржуваат едни со други, односно кога поискусните, јас би рекла, не станува збор за возраст, кога поискусните ги поддржуваат помладите. Како тебе ти почнува еве еден ден? Сега, мене како ми почнува денот зависи од времето многу. Од временските услови? Да, функционирам како сите луѓе, значи ако е сончево, ќе ме видите како ќе станам насмеана, на сите дома му викам добро утро, како сте, сакате кафенце. Ама сега ако врни или ако е облачно, да не ми се не исполнувате, ти сум многу лоша и страшна. Не верувам во тоа, не верувам. Кој е твојот омилен пијалак? Кафе. Да? Многу кафе, многу конзумирам кафе и дури донегде го сметам тоа и за зависност, ама не е страшно ништо, македонска работа. Често знаеме да кажеме. Што најмногу сакаш да јадиш, а не смееш да јадеш? Или си велиш ограничување ова, а тоа многу го сакам? Реално за ништо не се ограничувам. Добра ми е линијата, фала Богу, можам се да си јадам. Реално најмногу уживам кога јадам кисела салата, значи марулка, крставици, колку и да звучи чудно, сите ќе мислат дека сега нешто кажувам лажно, пошто на сите омилена храна му се производите од брза храна, значи хамбургери, помфрити, и ја тоа сакам да го јадам, ама никој ручек не ми поминува без салата, морам да јадам салата, посебно кисела. Значи, селенчукот е на твојата маса. Да. Николче? Можеш една песна. Ќе направиме една песна, уште да прашам некој прашање. Која е твојата омилена боја? Имаш ли некакви омилени бои кои што сакаш, например, да ги покажуваш и кои што сметаш дека тебе најубаво ти стојат како бои? Како омилени бои ми се зелена, бојата на моите очи, и црна. Бои што најубаво ми стојат, мислам дека се бордо и темно зелена, и темно лелјакова, и темно плава. И темно. Значи темно. Па не дека и светло не ми стои, ама
онака баш сакам контрастот на моите очи и на пример бордото. Колку време ти треба, например, за да се подготвиш за едно вечерно излегување? Леле мајко, страшно прашање. Пошто природно имам витка на коса, скроз вака локни, ми треба 1 час да ја изфенирам и да ја испеглам, уште 15 минути ако треба вака да ја извиткам. Потоа за шминкање, да не зборуваме, некош може да се нашминкам и за 5 минути, ама некош можам да се правам 2 сати, пак да не се бендисам, не знам како е тоа возможно. Честка работа тоа вела, така. Да, за облекување можам да најдам некогаш нешто брзо, сосем црно на црно, знаете, сигурна комбинација, а некогаш морам да барам сестра ми да те помаги, не знам што да носам. И тоа трае негде пола сат дур да најдам што да носам, ама пак на крајот излегувам негде на време. Каде се гледаш негде после 10-15 години, еве? Или како се гледаш на музичката сцена? Така, треба да се замислам добро за ова прашање, но можам да кажам што сакам да видам, тоа е дека сакам да успеам. Значи најбрзо што можам да успеам, иако знам дека успехот не доаѓа толку брзо и треба да имам трпение, но мислам дека за 10 години ќе бидам доста позната и вие слушатели сега кои што слушате Радио Пела, ќе ги слушате тогаш моите песни. Да, ние ќе ви пуштаме задолжително. Што се однесува до понудите од композитори или понуди од текстописци, има ли некакви такви понуди? Те препознаваат ли? Еве веќе медиумите, локалните медиуми, ние сакаме нашите прилепски таленти да си ги покажуваме, дали музички, дали спортски и така натаму, и сакаме да успеат и сакаме да кажеме дека се од Прилеп и да бидат некаде високо на музичката сцена или на спортската сцена и да се фалиме со нив, но има ли сега некакви понуди? Те препознаваат ли со оглед на тоа што еве се обидуваме сите, зборувам за сите млади луѓе, ние барем во Радио Пела се обидуваме да ги презентираме и да му го нудиме можност да се покажат пред јавноста? За сега уште немам никакви понуди, но нема да откривам, можеби летово нешто ќе работам, ќе излези многу интересно. Иначе имав порано да речам понуда, и затоа што имам јас своја песна. Јас ни бив 2017 година кога настапував на Еврофест и тогаш добив награда за најмлад талент, таму најмлада бев, не знам колку имав, 14-15 години, не ни памтам, а да ја пуштите снимката ќе мислите дека имам 20. И да речам тогаш имав понуда од Цане Петров, тоа е да речам ја пишува музиката, композитор, исто така продуцент и е совршен гитарист, тоа е гитаристот на Биоритам и можеби го имате забележано на Мерак Меана како свири на гитара, тоа е прекрасен човек кој што уште од тогаш ми помага и многу ми е мило, многу го почитувам и во овој момент и го поздравувам и тој ми ја напише првата, мислам тој ми ја направи првата песна, а ми ја напиша Бранко Николовски и да речам само тогаш имав понуда за таа прва песна, но тоа не мора да значи ништо. Сега во корона време ретко кој издава песни, затоа што нема каде. Единствена сцена е YouTube сцената и не секојаш македонските пеачи се забележани на YouTube сцената, немаат помногу прегледи, можеби по милион, кои што овде се можеби доволни, но во светски рамки не. А ние се радуваме на секој лајкон дека и на секој срцина што излегуваат, милион срцина он дека излегуваат на нашата Facebook страна и те поздравуваат, но прашање ми е, слушнав кој жанр музика го сакаш? Така. А да запееш нешто народно? Може. Ајде. Знае ли да пее народно? А капела? Ајде. Добро, после ќе се вратиме пак на оној жанр кој што Илечна Цара. Ајде нешто вака народно. Ајде, сега само да се пуштам текст. Ми текне една песна која што одамне немам пеено, иначе не пеам често народно. Што сака прилепскава публика најчесто? Турбофолк. Мене ми е сето тоа јасно, затоа што сите слушаме песни најчесто кои што
ни го прават денот убав, односно да не развеселат и многу ми е мило што имаме доста добри народни песни. Еве ќе ме слушнете сега. Ајде да како видиме, пеам. че прецени публиката, ако се намалат оние лајкови и срциња, ќе се вратиме. Мислам дека сега баш повеќе ќе има. И еве оваа песна ја посветувам на мојот починат прадедо кој што многу ја сакаше и ова е првата македонска народна песна која што ја научив и ја пеев негде на 3 години. Па еве разлика сега дома нека видат од 3 и Ајде па ќе видиме, ќе стават некој коментар, сигурно. Море соко пие, вода на Вардаро. Море соко пие, вода на Вардаро. Јане бело грло, Јанеле кротко јагне, море ој соколе, ти юначко пиле, море не ли виде, јунак да помине, Јанеле бело грло, Јанеле кротко јагне. Само ние можеме да аплаудираме овдека, и не може да се слушни публиката од другата страна, но верувам дека уживаја. Нас ќе ни биде драго ако велам исконтактираат со Сара, ако исконтактираат со нас. Целта е навистина да го направиме денот поубав и сметам дека само музиката и песната може да направи добро расположение и се разбира позитивни луѓе. Се согласувам. Да, Сара е човек кој што навистина ни создаде овдека една пак ќе речеме на енергија која што плени и верувам дека уште долго време во текот на денот ќе не остане, ќе не држи во равнотежа, бидејќи покрај она што го работиме, поканувајќи гости, работиме информативна програма која што често може да знае нешто да биде поврзана со неубави настани, но ги оставаме нив настрана и одиме понатаму со нешто што може Сара да ни, што е нејзин жанр. Ајде. Ама, башка, ќе спуштам пак. Океј. Можеме? Ајде. Мој го да таму. Само за Niko nije više voleo tvoje mane i ledio i goreo sve one dane i bio tu kad niko nije da ti osmeh vrati, znaš ti. Volela sam tvoja ludila i izvinjenja, a sve bih ti oprostila pre pomirenja. I znam na to što dala sam, niko neće dati, znaš ti. Iako nisi moja krv, moja duša si, svet procveta buntovni kada zavoli. I sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti. Sve u meni najbolje tebi je na dlan, neko te
kad izgubi, srcem progleda i bit ćeš uvek neko moj, moja dobra vest. 11. Останав без текст. Останав без текст. Навистина не воодушеви со твојот глас. Спомнавте за тоа дека се помалку има музички шоуа или шоуа кај што во Македонија или на национални телевизии каде што можат македонските млади таленти да ги покажат своите вокали, да ги покажат своите гласовни способности. Се помалку имаме такви или ги немаме, креираат па ги нема. Но немаме големи шоуа како што имаме од соседните држави. Сметаш ли дека можно е Сара да ја видиме на некакво такво шоу или потребно ли е такво шоу за да може да се покажат младите таленти или пак нешто друго што може, еве би рекле Тоше Проевски некогаш учествува на некои такви шоуа па стана голема музичка звезда, или е потребен добар менаџер? Што е потребно за да можеш да запловиш во патот на успехот кога станува збор за музиката? Во времето на Тоше не се сеќавам многу, бев прилично мала, но мислам дека немаше толку пејачи колку што има сега. Естрадата е полна со пејачи, дури некои не ги знаеме, а тогаш се знае кои беа пејачите, кои се македонски, кои се српски, и така натаму и така натаму. Сега навистина сметам дека е потребна некоја одскочна даска за да може да се биде забележани. Ако ги имаме социјалните мрежи, до некаде се доволни за да бидиме забележани, но мислам дека е потребно некое шоу за да може да се постигне посакуваниот успех. Навистина би сакала да има некое македонско шоу, ја еве кажувам, прва би се пријавила, но и кога имало сум се пријавила, но ете нема, се надевам дека ќе одам на некое, ништо не откривам, ама не зависи од мене, не зависи од, мислам, зависи од ситуацијата, каква ќе биде, затоа што Некогаш на македонската сцена имаше и многу фестивали. Да. Не знам сега дали постојат фестивали, не знам колку ги има и дали се покануваат музички. Зборуваме во период кога не беше ковидот, кога не беше пандемијата, сега навистина нема такви организирања, но сметаш ли дека фестивалите се можностите исто така да се докажат луѓето кои што стапуваат на музичката сцена? Так, Каролина Гочева, ти си мала, да, не можеби кога таа почнувала, но во секој случај таа почна од фестивалите. Така, не, иако сум доста мала, знам нешто така за македонските пејачи и мислам дека треба секој што сака да биде во тие води да биде запознат со се што било и со се што е. Убаво е да се започне на фестивали, но ние во Македонија, колку што сум известена, имаме фестивали тотално бројка кои што се бројат на една рака. Успешни, зборам за успешни фестивали. И многу луѓе кои што сакаат да успеат преку фестивали повеќе одат и во странство, затоа што наградите што се добиваат во странство, не зборувам значи за сите фестивали, некогаш знаат да бидат и попризнаени во светот. За сега, со ова модерно време, мислам дека навистина е попотребно да се успее преку некој шоу, преку некој надпревар. Поинтересно е за гледање кога луѓето, еве ќе ги спомнам Звезда Гранда слободно, затоа што можеме слободно да кажеме дека имаат голема гледаност, не голема милионска гледаност, и луѓето не ги гледаат само надпреварувачите само за пеење, туку гледаат и поради други работи, слободно да кажам дека драмата ни постана секојдневие во животот, и преку гледање на турски серии и се мора да има нешто драма за да биде интересно, и не сметам дека преку фестивалите може тоа да се покаже, но зошто да не, на крајот на криштата. Сега немаме свирки, нема пеење. Како го вежбаш твојот глас?
како го покажуваш твојот талент, нема можност да се пее ниту по кафичите, ниту да некој да те ангажира. Доаѓа матурата, што работи сега Сара? Сара дома, може би треба да се спрема за матурата. Извинете професори, не можам да се спремам, немам доволно концентрација. Не можам едноставно сега да учам, навистина ми е тешко и на сите ни е тешко кога ќе видиме вакво време и сакаме да излеземе надвор, а знаеме дека не смееме да се собираме и верувајте, ова пандемија ни го промени животот на сите млади, затоа што, например, вие како млади излегувавте така и тоа ви беше интересно и кога ќе наполните 18 години, ајде сега дома никој нема да ми забранува, така ќе бидам пуштена до покасно. Сето ни се скрати, едноставно не гледаме мотивација во секојдневниот живот да правиме секојдневни активности кои ќе ни бидат важни за понатаму. И затоа Сара во овие моменти дома, ако и текне да снима ковер, снима, ја вежба песната 2-3 пати, снима, и во последно време хеклам. Хеклам, готвам. Плети, Да. тоа е така, да. Плети. Дали Сара се занимава и со спорт? Да. Сара цел живот се занимава со спорт. Тренирав прво карате. Се отпишав за брзо време, пошто бев многу мала, имав 6 години. Од дома ме запиша, се рекоа, ајде, детево да не ни избеснува дома, нека оди, нека троши енергија на друго место. После тренирав кошарка долго време, можеби затоа и сум висока, а можеби и до генетиката. После што тренирав? После тренирав зумба, пошто мислам дека и играњето е многу битна гранка од музичкиот настап, пеење, играње и глума, тоа е едно важно тројство кое што навистина помага во сценскиот настап и на крајот сега тренирам кикбокс. Значи, пази се, Никола. И така. Пејки и тренирајки, така би рекла јас. И така би се одвива тренингот со пеење, верувам, дека со песна. Не. Во последно време, затоа што не излегувам, а практикував порано и да пешачам, и до Маркови кули да одам, и до топташ да одам, и имав повеќе кондиција, сега на тренингот ми е вежбање и борба за здив, тотално. Колку ја сакаш природата, колку си во природата? Како што кажав, порано повеќе одев во природа, бев и извинник некое време, не знам, едно 3-4 години, и така одевме сите заедно и по планини и ми беше интересно и едноставно патот кој што го поминував, него не гледав. Интересно е кога одите со другари, муабетите, пуштате песни, пеете, има некои интересни случки и не ви е важно дали поминале 2 часа или 3 часа искачувајќи се на некое место, но сега сама тоа можам да го направам, ама не сакам едноставно. И не практикувам се многу во природа да одам ни да излегувам. Навистина се грижам за домашните дома, каква и да е ситуацијата, сепак треба да имаме веќе некој страв луѓето од вирусот и еднаш ние го прележавме, навистина ќе не биде криво ако го прележиме уште еднаш, ама затоа треба да внимаваме. Само да кажам дека не следат луѓе и паѓаат срца од Германија, па имаме не проздавува благородна Келемен од Вишњевац и така натаму, и така натаму. Во секој случај се надевам дека твојот талент ќе допре до ушите и на диаспората и некаде надвор, па ќе имам можност да се развива твојата кариера. Така да Колку често слушаш радио само? Радио не практикувам многу да слушам, но реално ќе признам дека Пела радио ми е многу интересно и некош навистина пуштам затоа што мило ми е што ги поддржувате локалните таленти. И општо некој што е талент навистина му давате поддршка, тоа во името на сите го кажувам дека навистина е значајно кога имате некои добри пријатели, ќе ги наречам, затоа што веќе јас вас ве сметам за добри пријатели и имате нивна поддршка.
Да, благодарам, нам секогаш ни е драго кога ќе ни дојдат вака млади луѓе во студио, кога ќе раскажуваат за можностите, за вербата, за желбите, за креативноста и ред е за музика, јас мислам, нели? Ајде. Jovanke Jovardarot sediš mori belo platno beliš dušo se na gore gledaš Kraj Vardarot sediš mori belo platno beliš dušo se na gore gledaš Radio Bela. Jaz tebe te čekam, mori, doma da mi dojdeš, a ti ne dojdeš, dušo, srce moje Jovano. Jaz tebe te čekam, mori, doma da mi dojdeš, a ti ne dojdeš, dušo, srce moje Jovano. Значи максимално го потрошивме гласот, и верувам не е потрошен, но го имавме овој милозвучен глас во нашето студио. Инаку само да најавам, бидејќи ни се ближи крајот на емисијата, ние не планиравме толку долг разговор, но толку ни беше драго што ни беше тука, така да времето навистина многу брзо лета кога е во прашање Сара Струладжиевска. Ви благодарам многу за поканата и не знам никога летна времево толку пријатно се чувствував како да правам разговор со најдобрата пријателка и ви благодарам што ми ја пруживте таа шанса и таа пријатност да бидам слободна, да немам трема, иако ќе признам некогаш да вистина имам голема трема и за интервјуа и за настапи, но пробувам некако да ја да правам да ја снема истата, затоа што знае доста да смета. Логично е да има трема кога се прават интервјуа и слично. Верувам дека секогаш има, тоа е позитивна трема и кога сакате да излезете на настап и да пеете, зборувам за пеачите генерално, но кога имаш добри поддржувачи и луѓе кои што те сакаат, јас верувам дека тоа сето само за кратко време е таа трема. Так. Но да нагласам дека додека ние Сара тука, да кажам дека колку сакаш често да се сликаш, да се фотографираш, објавуваш ли своји фотографии на Инстаграм или пак на Фејсбук? Так, не многу често. Порано, например, ми беше поинтересно затоа што имам за каде да се дотерувам. За неизлегување ќе се дотерам, ќе се сликам пред излегување, а сега некако не ми се спрема затоа што знам дека 2 сати ќе потрошам на шминка, што ќе ја избришам по 3 слики покасно и се насе по 10 минути покасно. Се. Сега ние имаме на наградна игра, значи наградната игра не мора да биде со шминка, не мора да биде со дотерување и не мора да биде толку многу да се вложува на својот изглед. Станува збор за Стибера Home ексклузив, каде што секој еден може да појде во нивната продавница да направи фотографија и добива
ако ја изберат за најубава фотографија, добива награда од Стибера Ексклузив Хоум Центар, тоа е наспроти Домот за култура Марко Цепенков, еден од нашите пријатели, исто како и ти што си наш пријател, така да и ние имаме доста пријатели и им благодариме што се дел од нашата програма, што земаат учество и што ни помагаат во одржливоста на нашиот медиум. Сега ти благодарам уште еднаш што беше гостин на програмата на Радио Пела, на ТВ платформата на Facebook Радио Пела 96,8 FM, каде што луѓето можат не само да не слушаат и да не гледаат. Се разбира, ние ќе пишуваме за тебе и на нашиот портал www.radiopela.mk за сите новости, но и да нема новости, ти си секогаш интересен лик и интересен млад талент, музички талент кој што нам ни привлекува постојано внимание, се велиме ќе ја поканиме и другата недела и така натаму секогаш така дискутираме кога, иако ни беше гостин во нашите емисии, но секогаш има простор за тебе во нашата програма, така да не слушаат и на нашето интернет радио кое што го има на повеќе платформи низ цела Македонија и моментално ние се слушаме во Босна, во Србија, на балканските простори. Така да еден голем простор како мултимедијален медиум зафаќаме и верувам дека сето она што го говориме, сето она што го слушаат, читаат нашите слушатели, посетители, ќе допре онаму каде што треба и ќе донесе успехи на Сара Содлаџиевска. Така, ви благодарам. Не знам колку пати да ви се заблагодарам за поканата, затоа што ми го разубавивте денов, иначе ја не станувам толку рано, но денеска навистина ми е драго што станав толку рано и што дојдов, ете навистина убаво го започнав денот. За сите слушатели и гледачи на Facebook страната, иако не ги гледам сите срца, но навистина ми е мило за поддржката, се надевам дека имате убав ден и за сите оние слушатели во Босна, поздравljam vas puno, nadam se da ćete imati dobar dan i volim vas. За крај. Пример? Може ли новата од песна каде што ти си вокал кој што го прати Од Антонија Гиговска? Да, од Гиговска. Може? Ајде. Ајде, ќе ја испеам това најинтересно што е... Рефренот или така дел од рефренот, како за крај. Еве, една од моите омилени нејзини песни. А могли смо удвоje, да nisi prevario srce moje, a volela sam te, a ti si snove srušio, zatresan, ne postoje, a živeti i sanjati mogli smo... Može? За крај. Ајмо. Sada bude bolje, moglo je, kako mi je bilo, dobro je. Mislila sam nema nikog boljeg za mene. S tobom mi je bilo najbolje, sada razum kaže ne, stop. Ne vraćaj mu se, trudim se da ne mislim na tebe. Želim te, al ne mogu protiv sebe. Lažeš da sve dao bi za mene. Da li ona sve to zna, da li ona sve to zna? A mogli smo udvoje, nisi prevario srce moje. Volela sam te, a ti si snove srušio, zatresan, ne postoje. Mogli smo udvoje. Sve da bude bolje, moglo je, kako mi je bilo, dobro je. Mislila sam nema nikog boljeg za mene. S tobom mi je bilo najbolje, sada razum kaže ne, stop. Ne vraćaj mu se, trudim se da ne mislim na tebe. Želim te, al ne mogu protiv sebe.
Lažeš da sve dao bi za mene. Da li ona sve to zna, čak i ona sve to zna. A mogli smo dvoje, nisi prevario srce moje. A volela sam te, a ti si snove srušio za tren, sad ne postoje. A živeti i sanjati mogli smo u dvoje. Mogli smo u dvoje. Tvoja muzika, vaše radio. Radio Pela. Due, tre. Radio Pela. Come on baby. Violina i gitara, srce krije pesna stara. Samo čašiveg i prazna i na dno to ja s tebe te badam. A ti ja znaješ moj te taga, jas je goldan tvoj te laga. Внатре криjem samo luznik, no pak i baram tvojih usni. Samo pesna mi zatvara rana, daj nek se napije cela kafana. Cela polka ja ostavam na strana. Ova večer ni jedna nema mana. Samo pesna mi zatvara rana, daj nek se napije cela kafana. Cela polka ja ostavam na strana. Ova večer ni jedna nema mana. Koga pesna ta će grmne, site tagi će gi trgne. Nova žena, nova čaša i ova noć će bire naša. A violina i gitara, noćva krija pesna stara. Samo čašiveg i prazna i na dno to jeste te varam. I samo pesna mi zatvara rana, daj nek se napije cela kafana. Cela bolka ja ostavam na strana. Ova večer ni tu jedna nema mana. Samo pesna mi zatvara rana, daj nek se napije cela kafana. Cela bolka ja ostavam na strana. Ova večer ni tu jedna nema mana. Ostavam na strana. Ova večer ni tu jedna nema mana. I samo pesna mi zatvara rana, daj nek se napije cela kafana. Cela polka ja ostavam na strana. Ova večer ni tu jedna nema mana. Tvoja